Македонија на крајот на 13-тиот век се наоѓала во составот на Византија. Таа била најзначајната област на царството на Балканскиот полуостров. Но обновеното Византиско царство по 1261 година во политички и територијален поглед представувало сенка на некогашната моќна империја. Обидите на реставраторот на Византија, царот Михаил VIII Палеолог, 1261-1282, да ја врати незината доминантна позиција на Балканот, завршувале со неуспех. Во историските текови на јужниот дел од Балканот, во овој временски период се појавил нов чинител. Српската средновековна држава доживувала евидентен перманентен подем. Тоа резултирало со промена на дотогашната дефанзивна политика на српските владетели во офанзивна, поттикната од интересите на српските феодалци за освојување на југ за сметка на Византија. Во вителот на овие српско-византиски конфликти се нашла Македонија. Граничејќи се на север со Србија, ја почувствувала силината на првичните српски воени навлегувања. Поволен момент за остварување на српските планови настапил со доаѓањето на Стефан Урош II Милутин 1282-1321 на чело на српската држава. Тој веднаш се вклучил во широката западна коалиција за уривање на кревкото Византиско царство и возобновување на Латинската империја со центар во Константинопол. Согласно прифатените воени обврски кон коалиционите партнери од Западот, Милутин во пролета 1282 година презел воен поход во пограничните византиски региони, поточно во северните делови на Македонија. Според изворното сведоштво на биографот на српскиот владетел, архиепископот Данило, Милутин најпрво ги зазема двата полога, заедно со градовите кои се наоѓаат во областа, потоа славниот град Скопје и по нив Овчеполе, Злетово и Пијанец. Сите овие земји ги зазема при првото негово воено настапување и ги придодаде кон држава на својата татковина. Осилени од победите против Византиската империја, доцна есента следната година србите, предводени од кралот Милутин и неговиот брат Драгутин, навлегле длабоко во внатрешноста на Македонија. По Божик, војските плячкајќи во Струмската и Серската област дошле дури до Крстопол, Кавала и Светагора Атонска. На тој начин, во почетокот на наредната 1284 година, војските на кралот Милутин и брат му Драгутин излегле на Егејското море, пошто, задоволни од собраниот плен, се вратиле во својата држава. Истата година Милутин со својата војска, без поголеми потешкотии, повторно продрел на територијата на Византиската империја во делот на западните предели на Македонија. Според записите на архиепископот Данило, Милутин ја зазел Дебарската земја со сите градови и нивните синори, исто така и земјата Кичевска со градовите и нивните области, како и поречката земја, исто така со градовите и нивните области. И немаше никој кој би му се спротиставил во тоа. Милутин сите овие земји и градови, погоре речени, сите ги приклучи кон државата своја. Но легализација на српската власт во овие области се случила дури во самиот крај на 13-тиот век. По неколкуте неуспешни воени обиди на византијците да го вратат загубеното, Византија се одлучила да започне преговори со Србија. Северна Македонија станала предмет на српско-византиски договор. Главниот византиски преговарач Теодор Метохит дури 5 пати одел во Србија, минувајќи низ македонските територии. Во почетокот на 1299 година се успеало да се изнајде решение со кое биле задоволени интересите на двете страни. Се потврдила надмоќта на Србија, но при тоа не се навредило достоинството на Византија. Неколку месеци подосна, кралот Милутин заминал во Солун на свечена средба со византискиот император Андрони II Палеолог 1282-1328. Имено, договорот бил подкрепен со династички брак меѓу српскиот крал Милутин, тогаш речи се на 50 годишна возраст, и малолетната ќерка на византискиот цар, принцезата Симонида, која тогаш имала 8 години. Склучувањето на бракот го извршил Охридскиот архиепископ Макарии.
Со договорот за мир и брак, Византија практично ја признала постоечката состојба и официјално се откажала од сите македонски градови и територии освоени од србите. Но со компромисна клаузула му се отстапувале на Милутин како мирас на неговата сопруга Симонида. Во така наречената сводна грамота на кралот Милутин за светогорскиот манастир Хилендар и пиргот Хрусија, настаната во почетокот на 14 век, се вели: со поддршка на мојот свети господин Симеон и Сава, ги заземав со меч Скопската земја, Овчеполската, Полошката и Дебарската, како и други земји. Потоа станав зет на благоверниот самодржец, царот грчки господин Андроник Палеолог, кој ми ја даде таа земја во Прикија. Со тоа, северно-македонските области станале составен дел на Србија во текот на наредните неколку децении. Чинот на формално правно отстапување на овие територии се почитувал дури и во Западна Европа. Еден анонимен извор со западно потекло од 1308 година, наречен Опис на Источна Европа, за тоа вели: голем дел од таа провинција или од тоа кралство држи кралот на Рашка или Србија, и тоа како мирас, затоа што му е сопруга керката на императорот, кој сега царува. Патем, информираноста, но и образованоста на овој западен анонимен автор била на мощне високо ниво. Тоа се согледува и од податоците кои ги дава за Македонија, но и за нејзиното славно античко минато, актуелно и во средновековниот период. Авторот, опишувајќи ја местоположбата на Тракија, вели: на запад се граничи со Македонија, која била татковина на Александар и во која е прочуениот град Филипи, до кој и до филипјаните апостолот го напишал своето послание. Но сега е речиси разурнат, а сепак и досега стои мермерната кошара за Букефал, конјот на споменатиот Александар. Од друга страна, српско-византискиот договор од 1299 година се потврдува и во еден билатерален српско-анжујски договор од 1308 година. Така, новиот латински претендент на византискиот престол, Карло Валоа, на Милутин му ги отстапува следниве територии. А ова се имињата на земјите за кои горе споменавме: земјата од меѓата на тврдината наречена Прилеп, до меѓата на тврдината наречена Просек и земјата Овчеполе, до меѓите на тврдината наречена Штип и земјата Дебер до реката наречена Маат. Српската власт во новоосвоените македонски области обемно се подпирала врз црквата. Црковните прилики во Македонија во овој период се рефлексија на политиката на српските владетели кон новоосвоените територии Охридската и Печската, а во тој контекст и односот меѓу Охридската и Печската архиепископија. Територијата на Македонија до српското освојување се наоѓала под јурисдикција на Охридската архиепископија. По легалното вклучување на северните делови од Македонија во рамките на српската држава се отворило прашањето за нивна припадност кон Печската архиепископија. Но првите 3,5 децении на српската власт во Македонија не резултирале со промени во црковната јурисдикција. Територијалното проширување на српската држава не значело и автоматско духовно проширување на Печската архиепископија. Откинувањето на охридските северни епископии и нивното приклучување кон српската црква не било во согласност со склучениот договор на Милутин со Византија, дотолку повеќе што Охридскиот архиепископ Макарije бил посредник при склучување на договорот. Црквата во Македонија во првите години на српската власт била ползувана од Милутин за остварување на своите политички цели. Таа представувала силна потпора на српската власт во новоосвоените македонски области. Поради тоа, Милутин се покажал како мощне дарежлив владетел и грижлив христијанин кој од современиците е окарактеризиран како ктитор и помагач во обновата и фреско живописувањето на 40 на цркви и манастири. Голем број од нив се токму во Македонија. Милутин не изградил ниту една нова црква или манастир на тлото на Македонија. Тој едноставно реставрирал разурнати, опустошени и запоставени црковни објекти и на тој начин го преземал ктиторството врз себе.
Неговата активност на тоа поле се бележи во повеќе освоени македонски области. Во Скопје, Свети Георги Горк, Богородица Троеручица. И Скопско, Свети Никита во Бањани и Света Тројца во Чучер. Во Кумановско, Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричане. Во Полог, Гостиварскиот манастир. Кичево, Свети Ѓорѓи. Овчеполе, Свети Никола под градот Кожле. Па дури и во Кривопаланечко, Јоаким Осоговски. Покрај тоа Милутин дарувал цркви во Македонија кои се наоѓале надвор од неговата држава, односно тогаш во Византија. Такви се црквите во Солун, крај Прилеп, на Света Гора. Големото Милутиново политичко присуство во Македонија за последица имало пренесување на престолнината во Скопје веднаш по склучувањето на договорот со Византија. Тогаш го обновил познатиот скопски манастир Свети Георги Горк и му доделил бројни привилегии, опремувајќи го со целосен имунитет, односно внатрешна автономија. Во повелбата која Милутин ја издал за Свети Георги Горк во 6808 година, според денешното сметање на времето одговара на периодот од 1 септември 1299 до 31 август 1300 година. За манастирот е запишано следново. Светиот и великомаченик Христоф Ѓорѓија, кај градот Скопје на Серава, на ридот наречен Виргин, од пред многу години е запустен и разорен до темел. И моето кралство, на мало собрание, вети да го подигне и изгради храмот од темел. Голем и самовластен и самоосуден го направив. Челните луѓе на манастирот, кој располагал со бројни црковни имоти, распоредени речиси по сите освоени територии, биле поставени од српскиот крал. На тој начин, ситуацијата во Македонија била одблизу контролирана од Милутин. Третата деценија на 14 век Македонија ја дочекала и натаму поделена меѓу Србија и Византија. Основните контури на српската владетелска политика во Македонија на новиот српски владетел Стефан Дечански 1321-1331 се состоеле во продолжување на освојувањата кон југ во Повардарието. Освен во воената, кралот Дечански ја продолжил и Милутиновата црковна политика во Македонија. Ги потврдувал Милутиновите дарови на црквите, но дарувал и нови. На тој начин се задржувало, но и се засилувало српското духовно влијание во Македонија. Кон крајот на владењето на Стефан Дечански се случило српско заземање на средното Повардарие. Претходно, Дечански отворено се вмешал во византиската граѓанска војна на страната на актуелниот цар Андроник II, кој излегол поразен од претендентот на византискиот царски престол, неговиот внук Андроник III, 1328-1341 година. Така, веќе во 1330 година, војските на новиот цар, во сојуз со бугарскиот цар Михаил Шишман, нападнале на Србија. Но, во решавачката битка водена меѓу српско-бугарските војски, кај Велбушт, денешен Кјустендил, Србија излегла како победник, пошто византијците се повлекле, а србите се прошириле за сметка на македонските византиски градови на Среден Вардар. Продолжувачот на житиеписното дело на српскиот архиепископ Данило ситуацијата ја опишал на следниот начин. Кралот повторно собра војска и тргна на царот во државата на грчката земја. На господинот крал многу земји од грчката држава му се предале, и тој ги зазел нивните градови чии имиња се град Славен Велес, град Просек, град Штип, град Чрешче, град Добрун. Македонија се соочила со нови српски освојувања во време на новиот српски крал Стефан Душан. Неговото владење е во годините 1331-1355 година. Но за разлика од неговите претходници, татко му Стефан Дечански и неговиот дедо Милутин, освојувањата српски во Македонија биле со сосема друга природа и цел. Имено, Стефан Душан се носел со идејата за уривање на византиското царство и востанување на едно ново царство во кое што тој ќе ја има лично лидерската улога. Поаѓајќи од ваквите негови разлики, уште веднаш во првите години од доаѓањето на власт отпочнал со освојување на Македонија. При тоа,
ги освоил тешко освоивите градови Охрид, Прилеп и Струмица. Веднаш потоа неговата супериорност била потврдена со договорот кој што го склучил со византискиот император, најпрво близу Солун во 1334 година, а потоа 2 години подоцна и во Радовиш. Но не се сопрел тука. Новите српски освојувања на Македонија се случиле во почетокот на 40-тите години, кога во Византија имало граѓанска војна. Притоа, Стефан Душан во 2 наврати ги освоил најпрво југозападните македонски градови Воден, Костур и Лерин, а потоа до септември 1345 година цела југоисточна Македонија, вклучително и градот Сер, каде што триумфално се прогласил за цар. Неговото кронисување за цар ќе биде нешто подоцна во Скопје. Со освојувањето во Македонија, Стефан Душан паралелно спроведувал една активност на отстранување на сите непослушни благородници кои што би се пројавиле на новоосвоените територии. Во тие години во немилост на Душан паднал и благородникот од Источна Македонија Хрелја. Првите вести изворни за него се од 1328 година, кога во Византија се случувала натрешна граѓанска војна помеѓу актуелниот император Андроник II и неговиот внук Андроник III. Хрелја бил во служба на српскиот владетел Стефан Дечански, кој што имал за задача со 12 одреди наречени тагми да ја испита силината на војските на претендентот на Андроник III. Неговиот углед и реноме бил респектибилен од двете страни. Притоа современите извори Јован Кантакузин забележал за него дека Хрелја по јунаштво и по војно искуство бил прв меѓу благородниците. А додека исто така еден друг современик, Грегора, забележал дека Хрелја е најугледниот меѓу благородниците кај српскиот владетел. Предлозите на Хрелја за да не се впушта српскиот владетел во граѓанската војна биле испочитувани. Владенијата на Хрелја во почетните години на Стефан Душан се простирале во Штип и неговата околина. Меѓутоа, заради неговата лојалност кон српскиот владетел, тој добил и соседни територии, како што се вклучително градовите Струмица и уште еден град на планината Рила, Стоп. На тој начин Хрелја управувал со мощна значајна територија која што се наоѓала во граничниот појас помеѓу кон Бугарија и кон Византија. Располагајќи со вака голема и значајна територија, Хрелја значително и економски зајакнал. Тоа му дало возможност да се појави како ктитор на одредени црковни објекти, како што е црквата Свети Јован Рилски, каде што освен реновирањето на црквата изградил и кула која што и до ден денешен е наречена Хрелјина кула. Исто така, Хрелја е ктитор и на една црква во Штип, архистратег Михаил. Хрелја дал свој прилог и на светогорските и кон светогорските манастири. Располагајќи со голема и значајна територија, Хрелја почувствувал дека е дојден моментот да започне самостојно да владее. Затоа се одметнал во српската власт и во втората половина на 30-тите години на 14 век започнал во Источна Македонија да владее сосема самостојно и независно. Но во почетокот на четвртата декада од истото столетие, Хрелја се приклонил најпрво кон византискиот император Андроник III, а потоа и кон византискиот претендент за царската круна Јован Кантакузин, од кого најверојатно ја добил и престижна титула Кесар. Но токму овој момент ќе биде фатален за Хрелја. Имено, византискиот претендент Кантакузин, одејќи во Србија да бара помош за неговите намери да се втрони на чело на Византија, склучил договор по барање на Стефан Душан, со кој што се откажал од поддршката на Хрелја. Дознавајќи за тоа, Хрелја побарал прошка од Душан, при што му го понудил и силниот македонски град Мелник, но веќе било предоцна. Стефан Душан веќе готвил план за заземање на неговата територија. Во меѓувреме, Хрелја на 27 декември 1342 година веќе како монах Харитон се упокоил. На тој начин, уште во текот на почетните месеци на следната 43 година, српските војски се упатиле и ги завземале сите Хрелјини територии, пошто најголем дел од нив му ги дале на управување на еден друг лојален благородник кон српскиот владетел Јован Оливер. Јован Оливер бил еден од највидните феодалци во Македонија во периодот на српското владење. Неговиот животен пат се следи во текот на 20 години, од средината на 30-тите до средината на
50-тите години на 14-тиот век. Јован Оливер, уште од почетните вести за него, е засведочен како значаен и моќен благородник, чија територија најпрво се протегала врз Овчеполе, Злетово и Кочани. Во повелбата со која во 1337 година Јован Оливер дарувал привилегии на Кочанскиот манастир Свети Димитрија е запишано: По милоста Божја и по милоста на мојот господин Степан, јас, велики слуга Оливер, створив милост на господинот Свети Димитрија, која црква се наоѓа во Кочани. Станувајќи еден од Душановите најдобри луѓе, како сопруг на неговата макија, Јован Оливер ги проширил своите територии на просторот меѓу реките Пчиња, Вардар, Брегалница и Осоговските планини, а по смртта на Хрелја добил и дел од неговите земји. Овој благородник од североисточна Македонија вртоглаво напредувал во својата политичка кариера. Така, од титулата велики начелник, добивајќи ги за десетина години по високите позиции, достигнал до титулата деспот, највисока во српската држава по прогласувањето на царството, кое ја носеле само тројца најблиски луѓе на Душан. Во надписот крај ликот на Јован Оливер на северната страна во внатрешноста на црквата во Лесновскиот манастир стои сведоштво за подемот во неговата кариера. Јас, раб Христов, Јован Оливер, по милоста Божја на мојот господин крал Стефан, бев кај србите велики начелник, потоа велики слуга, потоа велики војвода, потоа велики севастократор. За верната работа кон него по милоста Божја и велики деспот на сите српски земји и поморски и честник на грците. Управувајќи со голема територија, Јован Оливер бил крупен феодалец од Македонија, кој располагал со собствен двор, подчинети феодалци и бројно зависно население, а ковел и своји монети. Бил близок соработник на српскиот владетел, кого го придружувал во воените, но и во дипломатските збиднувања. Се рангирал веднаш за Душан и како таков учествувал на состаноците во 30-тите години, 1334-1336 со византискиот цар Андроник III. Токму од тие средби ќе произлезе и познанството со Јован Кантакузин. Нему Јован Оливер му го понудил своето гостопримство во почетокот на 40-тите години, 1342, кога Кантакузин минал низ повардаријето кон Косово да бара Душанова заштита. Со високото реноме на Јован Оливер несомнено бил запознаен Кантакузин, кој се согласил на таа средба дури да се разговара за склучување брак помеѓу Оливеровата ќерка и Кантакузиновиот син. Кантакузин имал прилика лично да се увери со позицијата на Јован Оливер во српската држава за време на преговорите кои потоа ги водел со Душан. Имено, српскиот крал за своите постапки побарал да се договори со својот совет, составен од 24 највидни благородници во државата, на чие чело стоел токму Јован Оливер, кој, според зборовите на самиот Кантакузин, бил најмоќен меѓу останатите благородници. За позицијата и угледот на крупниот феодалец од североисточните делови на Македонија се знаело и надвор од Балканскиот полуостров. Во едно од писмата кои папата Инокентије VI на Божик 1354 година ги упатил до Душан и неговите највидни благородници, се спомнува деспотот Јован Оливер. Потоа се губат вестите за деспотот. Неговата судбина некои ја поврзуваат со замонашување и духовен живот како великосхимник Јован Каливит. Овој виден благородник од североисточна Македонија бил поддржувач на локалната книжнина, уметност, црковни култови. Ги поттикнувал своите подчинети благородници на слични богоугодни дела, какво што било градењето и живописувањето на Штипската црква Јован Крстител со средства од Иванко Пробиштитовиќ. Самиот богато ги дарувал црквите и манастирите, а и целосно ги градел. Ктитор е на црквата Свети Никола поп Сифиева во Штип, а заедно со своето семејство
Пилктитор и на угледниот Лесновски манастир посветен на Гаврил Лесновски. Во Ктиторскиот надпис од 6849 лето одговара на периодот од 1.9.1340 до 31.8.1341 година. Врежан на надвратникот на западниот портал, на наосот на Лесновскиот манастир, стои: се создаде овој светол и честит храм во дните на Стефан Крал, со труд и давање на работ Божје Јован, велики војвода Оливер, и неговата придружничка раба Божја Ана Марија и возлюбениот негов син Крајко. Токму црквата во Македонија била активно вклучена во остварувањето на Душановите планови за формирање царство кое ќе ја замени ослабената Византија. За таа цел, слично како и неговите претходници, Душан започнал со потврдување на постоечките и обемно дарување нови имоти на македонските манастири. Но, благонаклоноста на српскиот владетел кон Трескавичкиот и Тетовскиот манастир траела се додека тој имал потреба од нивна поддршка за остварување на својата завојувачка политика. Така, исто како што Милутин го искористил Скопскиот манастир за остварување на своите цели, Стефан Душан се потпирал на Тетовскиот и Трескавечкиот манастир се до неговото прогласување за цар. Сосема набрго по овој чин, Душан видно го променил својот однос кон манастирите во Македонија и се свртел кон Призренскиот манастир Свети Архангели, како и српскиот манастир на Светагора Хилендар, кому му доделил бројни имоти во Македонија, но и цели манастирски комплекси. Со тоа, овие македонски манастири ја загубиле својата моќ, влијание и значење, а Тетовскиот манастир дури и својата самостојност. Во меѓувреме Душан бескрупулозно се ползувал со македонските манастири. Неговото засилено присуство во Македонија, отворено подкрепено со инсайдерска поддршка од влијателните Трескавечки и Тетовски манастири, довело до тоа Стефан Душан веќе во почетокот на 40-тите години на 14-тиот век јавно да се дрзне некои македонски области да ги смета за српски земји. Таков бил македонскиот полог. Него го сместил во рамките на српските земји при внатрешната управна поделба на српската држава меѓу Стефан Душан и неговиот престолонаследник, синот Урош Петти. Новата управна поделба на српската држава на два дела Душан јавно ја промовирал во Хтетовската грамота од 1343 година, давајќи му при тоа бројни привилегии на Хтетовскиот манастир, во која стои: таму и јас грешен и недостоен да се наречам раб Степан, по милоста Божја крал, со возлюбениот ми син, младиот крал Урош, и самодржец на сите српски и поморски земји. Ја предавам во областа на кралството земјата Полошка. Вбројувањето на полог во српски земји е санкционирано и во така наречената Општа хилендарска грамота, издадена од Душан при неговата посета на Светагора во 1348 година. Во грамотата за имотите во собственост на Хилендар е запишано: сето го озаконивме и ги испишавме имињата на сите метоси кои се во Србија и во Романија, се мисли на Византија. Села по земјата српска, следат имиња на бројни села. Во полозите црквата на мајката Божја Хтетовска со селата, следат имињата на селата во полог. И земјата Грчка и сите села со нивните меѓи имоти. Црквата Света Петка во Тморане, Скопско, со селото меѓите и сите имоти. Потоа следат и други села во Македонија. Поголемите Душанови освојувања во Македонија, кои кулминирале со заземањето на Сер и тамошното прогласување за цар во Сер, следувале подготовки за изведување на церемонијата за негово крунисување со царската круна. Македонија била центарот и на овие негови активности. Самиот чин на крунисување торжествено се извршил во градот Скопје на Великден, 16 април 1346 година.
На тлото на Македонија се наоѓа единствениот епиграфски споменик, пронајден досега, кој сведочи за вцарувањето на Стефан Душан во Скопје. Во црквата Свети Атанасиј Александрийски, крај манастирот Лешок во Полог, постои надпис од 1347-48 година, кој е врежан на саркофагот во кој бил погребан ктиторот на црквата еромонахот Антониј. На работ од десната страна на мермерниот поклопец на овој саркофаг, меѓу запишаното, стои и следново. Душан го повика патриархот бугарски и архиепископот српски Јоаники и свика собор во Скопје и го благословија негово царски чин и беше првопрестолен цар на српската земја и на грчката и на поморската. Стефан Душан се прогласил за цар на сите земји, но и на сите народи со кои владеел, со јасна одредба во неговата интитулација за претензии кон Византија. Со тоа, неговото царство немало еднонародносен карактер, туку ги одразувало сите народи во него. Етничкиот состав на населението во пространното Душаново царство е видно одразен во законикот на Душан. Македонија повторно била во центарот и на овие Душанови дејанија. Законикот е издаден на Државниот собор, одржан во Скопје во 1349 година, а бил надополнет 5 години подоцна во Сер. При тоа Душан не пропуштал да се гордее со тоа дека бил цар во Македонија. Во загребскиот препис на законикот, Стефан Душан е забележан како благоверен и христољубив македонски цар Стефан. Во еден запис во ракопис на Чешката библиотека во Прага, титулата на Стефан Душан гласи: Благочестив и христољубив македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, угровлашки и на многу други предели и земји. Царот Стефан Душан посредно бил поврзан со македонските царски традиции од раното средновековие. Неговата сопруга Елена влечела тенка, но здрава нишка од царската лоза на Самуиловиот внук од брат Јован Владислав. Со тоа и нивниот син, престолонаследникот Урош, генеалошки бил поврзан со македонските цареви. Родословното стебло на царицата Елена е живописано во црквата Света Богородица во Матејче. Црквата била довршена во 1355-1360 година. Под ктиторството на царицата Елена и незиниот единствен син од бракот со Душан, царот Урош V, 1355-1371 година. На западната страна на црквата од влезот влево, во 8 хоризонтални редови, се наоѓа представата на родовата хроника на царицата Елена. Во неа во првите 2 реда, гледано од горе надолу, има по 5 представи. Во останатите 6 реда по 2 представи. Во најгорниот ред се представите на Елена, во средината, нејзиниот сопруг Стефан Душан и нивните деца, синот Стефан Урош и 2 ќерки. Така, пред чинот на кронисување на Душан, претходно на цветници, охридскиот архиепископ Никола, заедно со бугарскиот патриарх Симеон, бил повикан да го ракоположат до тогашниот печски архиепископ Јоаники во патриарх. Потоа, овие тројца црковно достоинственици го извршиле крунисувањето на Душан за цар. Учеството на архиепископот Никола на овие извонредно значајни моменти за српската држава, прогласувањето на патриаршијата и потоа царството, од српска страна било сметано и како задолжително. Имено, по српското освојување на Охрид, Охридската архиепископија целосно била вклучена во српската држава, но успеала да ја зачува својата автокефалност и својата диецеза. Од друга страна, токму активното присуство на архиепископот Никола на овие торжества означувало јавно признавање на автокефалната Охридска архиепископија. Така, во српската држава одделно функционирале 2 автокефални цркви, Печската и Охридската архиепископија, секоја со своја диецеза, кои се граничеле во северните делови на Македонија уште од времето на Милутин.
Во деловите од Македонија, кои се наоѓале под српска власт, не се случиле измени во црковната организација се до прогласувањето на Српската патриаршија. Меѓутоа, веднаш потоа, заради воспоставувањето на источно православниот митрополитски систем, се извршиле внатрешни реформи во Српската црква. До тогашните епископии биле подигнати во ранг на митрополии, а со тоа се појавила потреба од формирање нови епископии, од кои ќе бидат сочинети ново произведените митрополии. Тоа имало значајни реперкусии во организационата структура на Српската патриаршија во Македонија, каде со знаење и во договор со Охридскиот архиепископ се формирале две нови епископии – Злетовска и Долнополошка епископија. Со тоа, архиепископот Никола премолчено, официјално се согласил со отпаѓањето на северномакедонските области од Охридската и нивното влегување во диецезата на Српската црква. Во Душановата грамота за Злетовската епископија од 1347 година, за тоа се вели дека Стефан Душан го подигна кралството во царство, архиепископијата во патриаршија, епископиите во митрополии, па откако Скопската епископија стана првопрестолна митрополија, беше потребно да и се подвластат епископии, поради што се пристапи кон произведување на Злетовската игуменија во епископија. За новоформираната Долнополошка епископија, која организационо влегла во составот на новопрогласената Призренска митрополија, сведочи епиграфскиот надпис од Полошката Лешочка црква, каде стои: во тоа царство го благословија Антониј на епископство во Долен Полог првонастолен, по изволение Божје и му го дадоа името Јоанникиј, бидејќи немало порано епископ во Полозите. И покрај краткотрајното постоење, Лесновската епископија прераснала во силен книжевен центар до нејзиното формирање, но и понатаму во наредните столетија. Тука се развивала духовната просвета. Во Лесново, како црковно средиште, но и центар на писменоста и образованоста, се сосредоточувале книжевни дејци од поширокиот регион. Таков бил граматикот Станислав, родом од Штип, кој од црквата Свети Ѓорги во Горен Козјак преминал во Лесново, пошто го добил прекарот Лесновски. Од него се познати два волуменозни ракописа: Пролог со поговор 1330 и Оливеровиот Минеи 1342 година, како и краткото житие и служба за светецот Гаврил Лесновски. Книжевната дејност на Станислав ја продолжиле неговите ученици, меѓу кои најпознат бил Партениј. Културниот живот во Македонија во првата половина на 14 век го одбележува и црковното пеење. Ненадминлива личност во музичката теорија и творештво од овој период е дебарчанецот Јован Кукузел, роден во село Джерменци, крај на 13-тиот, средина на 14-тиот век. За овој втор Јован Дамаскин, познат по така наречената Кукузелова нотација, на едно место во византиското житие со грчки букви е испишан текст: Моје дете мило, Јоане, где си ми? Што упатува на неговото македонско потекло.